Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во Охрид 4 години помина како да не постоела локална власт. Нема ниту еден нов крупен проект, нема урбанистички ред, нема туристички развој. Градоначалникот Кирил Пецаков и ВМРО ДПМН пред 4 години им ветија на охриѓани низа проекти, кои денес се само празни зборови на хартија. Останаа само разочарувањата. Времето покажа дека ниту еден проект не е реализиран, а граѓаните повторно се изневерени од ВМРО ДПМН и Пецаков. Плоштад Крушевска република. Ветена реконструкција, резултат 0. Просторот е во катастрофална состојба и далеку од уреден. Може да се види само бетон и хаотично поставени плочи. Катни гражи, најавени неколку локации, кај Ривиера, кај СВР Охрид, кај Градски пазар. Реализација 0. Сообраќајен хаос во Охрид е се поголем, а решенија нема. Сега пред избори граѓаните добиваат ново ветување дека ќе добијат катна гража, меѓутоа 4 години локалната власт нема образ за нови ветувања. Пречистителна станица во Трпеца. Големо ветување кој требаше да го заштити езерото и да обезбеди подобри услови на жителите. После 4 години се уште нема и ниту е започната реализацијата, за што сведочат и самите жители. Велосипедска патека Свети Стефан. Проект кој требаше да донесе развој на туризмот и безбедност на велосипедистите. 4 години подоцна, ниту започнат, ниту некогаш повторно спомнат. Во областа на туризмот, од програмата на ВМРО ДПМН пред изборите имаше големи ветувања, меѓу кои формирање стратешки сојузи и партнерства со туристички представници и поврзување со туристички дестинации во Албанија. Екотуризам, мапирање и прогласување на заштитени зони Галичица, Косел, Студенчишко блато. Изградба и адаптација на капацитети и плажи за лица со посебни потреби. Изградба на 5 френдли плажи, развој и промоција на алпинизмот. Резултат – ништо. Ниту еден од овие ветени проекти не е започнат, а уште помалку реализиран. Наместо развој, единствено што видовме е реконструкција на улица Македонски просветители. Проект кој беше 80% завршен од претходната власт и воедно најголем успех на оваа локална самоуправа. Наместо развој, охриѓани живеат во тотален урбанистички хаос, невиден досега, дишат најзагаден воздух досега. Охрид, бисерот на Балканот, во моментов е еден од најзагадените градови и мета на секој подсмев кај туристите. Ова мора да се промени. Охрид е град со душа кој бара и заслужува сериозна, одговорна и способна локална власт. Охриѓани гледаат и охриѓани ќе пресечат. Време е за промени во Охрид, за нова енергија, за проекти. Затоа што Охрид не смее да загуби уште 4 години. Благодарам.